дојде во Охрид, прекрасно изгледаш, морам да те пофалам. Многу ми е драго што имаме те чест овде да те угостиме, да видиш наша гостинка, ова прекрасно место покрај езеро. Кажи ми како си поминуваш во Охрид? Фала ви пред се на поканата. Преубаво ми е, искрено да видам, кратко и јасно. Мило ми е, еве пак што сум со вас. Дојде да уживаш тука. Мислам дека цела Македонија е во Охрид моментално. Многу луѓе што можеби сум посакувала да ги видам, ама и времето не ми дозволува да кажам, тука ги видов. Тука се. Кажи ми, имаше ли прилика малце да поуживаш на плажа или работните обврски те следат? Па да кажам, малку работа, малку плажа и се така, али уствари повеќе се гледа дека е работа. Да, така му доаѓа, ама убава работа. Уживам низ тоа. Имаш прекрасен повод, работна обврска која што утре треба да ја исполниш. Ќе бидеш гостинка на концертот на нашата балканска легенда Аца Лукас. Кажи ми какво е чувството, дали си возбудена? Па, искрено да бидам, прв пат ми е. И да, тоа ми се случи баш пред финале. Пак да не спијам, пак нешто така, некои чувства. Еве истото ми се повторува сега за друг настан и многу ми е драго што сум поканета. Одлучиле нели да дадат предност на тие што веќе не слушнаа од хајп звезди. И се надевам дека и добро ќе помине се како треба. Дали си возбудена? Многу возбудена. Да. Не знам како ќе се смирам, ама спремна и ќе видиме, пак ќе речам што би било на концертот. Дали прв пат настапуваш пред толкава публика, пред толкав аудиториум, затоа што се очекува утре да има многу гости, многу посетители, фанови? Да, прв пат ми е. Прв пат ми е и сакам, прилика има да го осетам целиот момент. Имам приметено, сега не знам дали таа публика до сега сум ја видела како голем број, но имам приметено кога сум пред многу голема публика, тремата во мене ја нема, колку што сум пред мала публика, и мислам дека самата во себе не можам да се смирам. Што ни подготвуваш? Може да ни откриеш некои од песните кои што ќе ги испееш утре вечер? Да, ќе има нешто дел од самото што пеев, 1 до 2 песни, и одлучив дека сакам, се разбира, и Аца прифати да направиме 2 дуета на самиот концерт, така да ајде, па и нека биде изненадување. Ние утре така и ние да се изненадиме малку. Кажи ми, какво е чувството да настапуваш со таква легенда на иста сцена? Дали некогаш во животот очекуваше дека ова ќе ти се случи? Верувај ми, не. Не. Дека имам мисли како би било, не знам се уште, пак ќе кажам, нели, утре ми е прв пат и може после тоа да правиме муабет што се случува на таа сцена со таква нели позната личност. Слободанка, помина извесен период од финалето на Хајп звезде, најгледаното музичко шоу на Балканот, ти освои висока позиција, високо место. Дали очекуваше тоа да ти се случи после кога слегна тие некои емоции, тие чувства, еуфорија? Какво е сега чувството? Дали свати всушност што ти се случи? Сега уште мислам дека и време ќе поминува да сваќам што се случило се, но сватив една работа колку многу самото шоу ми помогна да дадам неколку чекори напред. Додека пред тоа едноставно сам се трудиш за до некаден да успееш, но очигледно е дека самото шоу, па и целата продукција и самиот наш директор Саша Бирковиќ и сите околу него дадоа многу голема предност за да може би талентот некаден треба да се чуе. Не само за мене како кандидат, има уште многу добри вокали што поминовме. Ова е едно од ретките музички шоуа кои што навистина им даде одлична можност на сите кандидати и на финалистите да го најдат својот пат кон нивната кариера, нивната иднина. Да, точно така.
Прв пат ми беше да си се појавам на шоу, музичко шоу, и сватив дека самата, морам да кажам, продукција даде и повеќе од тоа што можеби очекувавме. Значи во секој поглед максимум бевме со секаков вид на помош од нивна страна, и тие снимања, сите кругови беа навистина убави, и после тоа самата реков пред сите дека ми фали моментот, тие дружења и активности, организации секој ден и така натаму. Нашиот драг директор Саша Мирковиќ не престанува со изненадувањата. На самото финале тој одлучи дека на сите 20 финалисти ќе им додели песна и видеозапис. Па кажи ми, има ли нешто на таа тема, дали можеби веќе во глава имаш некоја идеја за каква песна ќе станува збор, за каков видеозапис? Јас искрено да видам многу, едва и чекам само да се јават, веќе бевме и на разговор и така натаму. Сега само очекувам нешто да е песната веќе во мој стил, како што до сега се прикажав на самото шоу. И очекуваме повик за да видиме што се направило, мислам лично за мене. Вака кога ќе ги сумираш импресиите од целокупното шоу, од сите кругови, од аудицијата до самото финале, што прво помислуваш? Дали постоеше момент во шоуто кога ти сакаше да се откажеш, или можеби момент кога се мотивираше да стигнеш до самото финале? Постоеше ли некои такви моменти? Од страна на откажување не се случило, само што имам јас еден таков проблем и не знам како да си помогнам на себе. Тремата ме јаде до максимум. Значи, тремата ми е најголемиот непријател. Да не кажам сега како сите обично што кажуваме позитивна трема. Значи, тоа е веќе клише за мене. Тука се прави муабет за сериозна трема. Срце во лупа. До моментот да стигнам за откажување, такви некои ситуации немав во себе, затоа што навистина се си беше како треба околу мене луѓето. Забавно беше. Ние македонците, може да кажам, ги земавме поголемиот дел од наградите. Дали тоа го очекуваше, дали претпоставуваше дека нешто такво ќе се случи со оглед на тоа дека навистина кога станува збор за пење, ние сме една, можам да кажам, од најталентираните нации. Точно, да. И во Белград исто изјавив. Јас очекував награда, но награди не. Зборам сега дека награда ќе отиде во Македонија, да, никако не очекував лично за мене или за некој од нашите, но дека ќе оди награда во Македонија 100%. Очекував. Сега што земавме 3 награди во Македонија, уште повеќе сум среќна, мислам тоа е веќе успех и многу вложување во тоа сето што го поминовме како процес. Што се промени во твојот живот после Хајп Звезда? Промената е тоа што многу запознав луѓе. Мислам и они мене ме запознаа сега по друг живот, по друг ритам на живот, у смисол нема така доволно време да се организираш можеби сам за себе. Го нема тоа време слободно, но сватив дека ми требало баш ова што сега го имам. Не тоа слободно време. Нормално тоа со текот на животот тек те следуваат многу ангажмани, настапи и секако тренинг за тремата. Мислам дека тоа се стекнува со самото искуство. Да, еве кога имам јас настапи по различни настани, таа трема ја немам воопшто колку што ја имам на голема сцена. Тоа не е сватливо. Имаше ли некој од жирито кој што посебно ти беше поддршка, или некој од жирито кој што се угледуваше на него, ти даваше посебна енергија, нивните критики и пофалби ти значеа во текот на... Многу, значи, од секој поединечно како еден дар што ќе го сватам за себе, за дали тука сум сгрешила, дали не сум. По некое време исто така и со Мира Шкорич почнавме да кажам, комуникација поблиска, се консултирав со неа за некои работи што ја не сум ги знаела. Така да, од сите можам да кажам,
да му кажам едно големо фала. Сите се предобри, пријатели пред се, ја немаат она негативна страна да не може да ги допреме па да прашаме било што и така натаму. Баш напротив, сите се другари. Што ќе им препорачаш ете на новите хајп звезди кои што допрва ќе се пријават на аудициите, веќе многумина од нив си пријавија, меѓутоа имаме уште отворени онлайн пријави, така да што ќе им препорачаш на новите кандидати во новата сезона? Препораката прва што можам да ја кажам, само да се ослободени, да си се слушаат сами себе, ако сметат дека нели ете некој нешто прават што можеби не треба, исто така да се консултираат. Јас сум отворена за соработка во смисол било што да сакаат да ме прашаат, ете, бидејќи поминавме доста време, да ме прашат слободно, можам да одговорам и со среќа кој се пријавил, знам дека ќе стигне бидејќи преубаво шоу е. Мислам тука се е на природен и нормален однос од сите. Поради тоа што сме во екот на летната сезона, се наоѓаме во нашиот прекрасен Охрид, токму на нашиот голем празник Илинден. Кажи ми, Слободанка, какво е твоето идеално лето? Дали ти уживаш во лето? Како си поминуваш? Што најпрво ете ти поминува низ глава кога е летниот одмор во прашање? Дали тогаш можеби ја црпиш инспирацијата за креативност или можеби ете го ставаш мозокот на оф и едноставно си уживаш и си одмараш? Па, јас тоа ќе го кажувам до ден денес дека зимото ми е подобар пријател. Во смисол, ете, некако повеќе сум за планина, уживам во тие моменти. Летото го сакам поради ете, нели, одмори едно друго, но сега ова лето видов дека не можам да се организирам баш заради обврските. Така. Тие се новите сладки обврски кои што допрва, да. Точно така е. Кажи ми, дали чувствуваш поголем притисок сега кога луѓето имаат поголеми очекувања од тебе? Во смисла на тоа дека ете веќе тргна во патот кон да ја градиш својата кариера на посериозно ниво, претпоставам дека ете и твоите најблиски имаат големи очекувања од тебе, а секако и ние како продукција. Кажи ми, осеќаш ли некој притисок или оставаш ете онака да поминат работите, да си се редат една по друга? Па има и од двете страни, има притисок, има не знам, ете, тие што веќе можеби си задаваш. Па добро, обично тие што веќе ме познаваат, оставена сум на мира, но има, јас не можам на луѓето да му кажам немојте, нели? Така да има и друга страна каде што очекуваат премногу, но самото време не ми дозволува се да направам наеднаш. Така да мислам дека ќе дадам се од себе за да ете и оправдам пред се како хајп звезда и за наградата и да слушнат нешто веќе ново од мене и затоа што самата јас уживам во тоа, така и се гледам. Тоа ми е работата. Колку е тешко денес еден млад пејач да остане свој на естрадата? Не е тешко ако самиот себе веќе се процениш дека тоа е тоа што го правиш. Не е тешко. Јас сум против нешто што не сме да се правиме. Затоа некако продолжив, па и не знам да бидам нешто што не сум. Не е тешко. Апсолутно ништо не е тешко, уствари. Со твојот талент и како не е тешко ништо. Слободанка, нема веќе да ти одзема од твоето време за одмор. Те оставам во прекрасната плажа, во прекрасниот Охрид да си уживаш заедно со твоето друштво и се гледаме утре вечер. Да. Едва и чекаме да те слушнеме и тебе и нашиот Аса Лукас. Те посакувам пријатен одмор и многу успех во иднина. Фала ви многу пред се за поканата. Се гледаме нормално утре на концерт, понеделник. И јас ви посакувам лесно работно лето.